Од 1 октомври недела ќе стане неработен ден. Ова е предвидено со измените на законите за работни односи и за трговски друштва, што владата ги усвои на вчерашната седница. Предвидени се исклучоци за оние дејности кои не можат да го прекинат работниот процес. Работниците во овие дејности кои ќе работат и во недела ќе добијат дневница најмалку 50% повисока од редовната дневница и слободен ден што ќе го користат во наредните 7 дена. Имплементацијата на законот ќе биде следна од Државниот инспекторат за труд. Работодавачите кои ќе работат во недела ќе мора тоа да го пријават во ДИТ како надлежен орган за примената на законот. Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска истакна дека новото законско решение значи воспоставување на рамнотежа помеѓу професионалниот и приватниот живот на работниците, зашто законот предвидува недела да биде ден за одмор за сите работници, освен за оние кои работат во дејностите каде работниот процес не може да биде прекинат, но и за нив, како што рече, значи унапредување на работничките права. Работодавачите кои ќе го прекршат законот ќе им се забрани работа од 15 дена и ќе им се издаде прекршочен платен налог. Доколку работодавачот го повтори истиот прекршок во рок од 1 година, забраната за работа ќе биде 30 дена. Во периодите на забрана за работа, работодавачот ќе има уврска на работниците да им исплаќа надоместок на плата во висина на платата исплатена претходниот месец и при тоа не смее да го намали бројот на работници, појасни Шахпаска. Владата најави дека јавната администрација годинава ќе го добие регресот за годишен одмор или така наречениот К15. За таа намена се алоцирани дополнителни 230 милиони денари. Премиерот најави дека ќе се рационализира јавната администрација и подигнување на нејзината ефикасност и ефективност.